Семејството Тасеви во штипското село Сарчиево живеат и одгледуваат околу 500 овци. 6 члена од семејството од утро до мрак работат и се трудат за да произведат млеко и сирење. Сега пред Великден, велат се бараат и жива мира јагнења, па од тоа живеат. Ама тешко ако немаш храна, бидејќи скапо е да купиш, а најголем проблем се овчарите оти бараат големи плати, а се помалку лица прифаќаат да работат таква работа. Најглед на овчар. Ако немаш овчар, джавите. А овчар изкапи 1000 евра месечно овчар треба. 12 годишни овчар. Плюс храна, ако немаш и храна треба да купиш. Скапа храна, ово, но и така е. Не остана више, нема такви. Старите дека се живи така и така, младите не се чува на никој. Тоа значи дека вие сами си ги чувате? И јас од 2 сина, 2 снаи, жена, овчар, 6 души. За вие 500 овци. И се исплаќали? Исплаќа се. Ако има да чува народ, ќе исплаќа се. Има добра цена, има и на млеко, и на јагне. Се барали и млекото? Се бар, редовно се. Сирење правили сте? Сирење, плюс сирење правиме, млеко даваме. Јагнење, субвенции добро пуштат тоа, но и некој му се работи, некој не му се работи. И додека од една страна бара вложување, работа и труд од гледувањето на овци, од друга страна цената за жива мира е далеку од исплатлива. Од сточарите јагнешкото се купува за 250 динари килограм жива мера, а по месарниците за килограм јагнешко се бара и по 800 динари. За мене не е, па за друг не знам. На мене не ми тешко и за тоа да занимавам се тука. Работам си и сакам да работам. Ама некој не ќе и бегат по градот. Сакат си на работа да си одат. Има ли откуп на јагнешко сега? Па има. Како е? Каква е цената? Се исплаќа ли да се занимавате со сточарство? Па цена, да ти кажем, право за нас не се исплаќа, ама шо да правиме сега? Како за сите, така и за нас. Жива мера јагнешко беше 250, сега е 230 и така. Очекувате зголемена побарувачка сега за празниците или за Великден? Па да, би требало сега за Великден да има побарувачка, ама кој продаде, кој не е уште. Ќе си продава енас. Инаку во селото Сарчиево семејството Тасеви одгледуваат околу 500 овци. Овде живеат најголем дел од својот живот и продолжуваат да се занимаваат со сточарство.